Водењето на лекар за некои лица знае да биде од проблем, поготово кога станува збор за пензионерите или пак лицата со попреченост, но затоа Црвениот крст секогаш тука доаѓа од помош. Со години веќе во Скопје, а од неодамна и во Битола има комерцијални превози кои што им помагаат на лицата да стигнат до брзата помош. Од денеска ова функционира и во Битола, па затоа на моје огромно задоволство заедно со мене ова утро ќе биде Кристијан Крстевски од Црвениот крст при општина Битола, кој што малку повеќе ќе ни објасни како ова од денеска ќе функционира и во овој град. Кристијан, ви благодарам за поканата и добро утро. Добро утро и од мене. Услугата наменски транспорт веќе функционира, како што кажавте, на самиот почеток на територија на Црвен крст на град Скопје. Веќе 5-6 години веќе успешно се спроведува оваа услуга. Од денес започнува и на територијата која покрива општинската организација на Црвен крст Битола, односно општините Битола, Новац и Могила. Услугата наменски транспорт е специјализиран транспорт, наменет за лица со попреченост и стари лица со навршени 65 години, кои не можат да си дозволат на некој начин да стигнат до здравствена установа, но исто така и до некоја друга административна услуга и слично. Затоа ја воспоставуваме оваа услуга со поддршка на Австријски Црвен крст, нормално Националното друштво Црвениот крст на Република Северна Македонија, како и Виена осигурителната групација и Шпарка се банка. Ова услуга ќе се дава во работни денови, односно од понеделник до петок во период од 8 до 16 часот. Закажувањето на транспорт оди преку телефонска линија со воспоставено телефонско бројче и контакт оператор кај нас во општинската организација, но исто така може и луѓето слободно да дојдат во општинската организација да се обратат, да се информираат околу услугата. Зошто токму оваа услуга? Евидентирана е потребата за транспорт. Како што кажавте на самиот почеток, многу е тешко во последно време стигнувањето до лекар, особено за лица кои се со потешкоти при движењето, лица кои не можат да го користат такси превозот или јавниот превоз. Токму заради тоа оваа услуга со обучен и сертифициран персонал се нуди и е наменета за оваа категорија на граѓани. Како функционира сето тоа? Значи, превозот доаѓа кај нив до дома и ги враќа од болница или од институцијата па назад, така? Превозот е, изработен е тарифник во кој превозот се движи, во цените се наменети за еден правец, но исто така нормално може да се воспостави транспорт во два правци, односно лицето да се земи од домот, да се донесе до здравствената установа или до било која установа каде што треба да изврши одредена активност и потоа од таму да се закажи повторно во втор правец, односно превземање од институцијата и враќање во домот. Колку сметате дека ова е исклучително важно што се воведе во Битола и дали според вас треба овој превоз да биде и во останатите градови ширум нашата држава? Живееме во време, слободно можем да кажем, затоа што како Црвен крст се занимаваме веќе со проблематика и со социјални услуги. Живееме во време каде што се повеќе и повеќе имаме лица кои што живеат сами, а тоа се стари лица. Се повеќе и повеќе популацијата старе, нели младите заминуваат од кај нас и доаѓаме до ситуација каде што има лица кои на некој начин не можат да го направат тој чекор, не можат да стигнат до лекар, не можат да стигнат до некоја услуга која му е потребна. Мислам дека ова е потреба која што треба и понатаму да се развива, не треба тука нормално да се застане, треба да има секаде онаму каде што има можност да се развива оваа услуга е потребна. Затоа што на некој начин не само достоинствено што се обезбедува да стигнат самите лица до потребната дестинација, туку на некој начин и сигурност. Црвениот крст сепак за многу лица значи и сигурност, безбедност, значи на некој начин и заштита. Пред самиот крај, кои се оние активности кои што можеме да ги очекуваме во иднините за време на летото и како тоа би се спровало во останатите градови, конкретно за активностите кои што ги има Црвениот крст? Црвениот крст конкретно за активности кои што ги има во наредниот период, поготово летните периоди, се занимава со едукација и превенција на населението од топлотни бранови. Нормално нели доаѓа тој период на големи и високи температури, жешко време и нормално превенцијата и едукацијата на населението ни е еден од главните приоритети. Тука можем да истакнеме конкретно општинската организација на Црвен крст Битола исто се занимава и со активности со волонтерите, нормално со клубот на млади, со младите волонтери, активности теренски обезбедувања, медицински обезбедувања на настани, спортски турнири, исто така капалиштата, односно спасувањето на вода на отворени води и на затворени води на базени.
се дел од активностите кои следат во наредниот период. Нормално секојдневното и тековното одржување на социјалните услуги, како помош и нега во домот за стари лица, лична асистенција на лица со попреченост, дневните центри за активно старење и слично. Убаво напоменавте, аз ве благодарам за овој разговор и секако да испратиме една порака дека хуманоста секогаш треба да биде пред било што. Апсолутно, хуманоста секогаш треба да биде пред било што и ние се некако организација во сите наши активности се движиме според нашето основно начело, односно началото, принципот на хуманост. Ве благодарам и вас. Тоа беше Кристијан Крстевски од Црвениот крст при општина Битола. Ние разговаравме за оние комерцијални превози кои што ги имаат пензионерите или оние лица кои што не може да се дозволат и секако да напоменеме дека секогаш треба да бидеме добри граѓани и да ставиме хуманоста пред било што.